Змија. Змија, гледайте, следам ја, следам вака, ама само замислете, одедно и да се сврти и да ми скокни два мене в лице или било каде. И здраво дечки, како сте? Добро дојавте во моето ново видео дечки. Денеска сме во шума и почнуваат берба на пачурки 2026, па очекувајте 3-4 влакчиња за оваа сезона дефинитивно. А денеска малку покасно го почнувам влогов, више најдов 3 вргани од прва класа и неколку лисичарки, што не е лошо за старт. Уште неколку сати сме сигурно овде, така да валјда уште една ќе најдеме да ви покажам на видео како се собират. И тоа ќе биде тоа. Ставете лайк, ставете subscribe, обавезно одиме на 2000 сабскрајбери што побрзо. И кога ќе стигнеме 2000 сабскрајбери, како што реков, да го направиме тој giveaway пак. И тоа е тоа. А сега за скоро исто така ви спремам и нешто доста поинтересно за да ве вклучам и во некои активности, така да дечки очекувајте нешто интересно. И да, тоа е тоа. Мислам имате видено како се собираат пачурки од лани, али за вие што сте нови, што сега идите на каналов, обавезно ставите subscribe како прво и да видите како се собираат пачурки. Одиме понатака и да се надаваме дека ќе најме нешто за да ви покажем. Ранецот се скина едното за нарамо и гледайте како го ставам преку рамо. Како оние торбине што се вака, знаете, со појас вака, така. Едно сам, оти на едно рамо само ми паѓат. Така да, тоа е тоа, нема ништо друго да ви кажам, освен ќе побарам уште некоја пачурка и кога ќе најдам обавезно ќе ви снимам, така дечки, обавезно вие ставите лайк и subscribe, како што реков, на 2000 сабскрајбери правиме giveaway. Одиме. Ето дечки, конечно нешто најдовме, па се сетих да ви снимам пред да го соберам. Еве го, да видите, малку неправилна форма за пачурка имат, али барем е пачурка, да видите како нешто се најдат. Не успеав да најдам лисичарки, барем да видите и тоа. Од тие вргани во секој видео имате видено што го снимав да се од берба на пачурки, али лисичарки не, така дечки. Еве го, вргано да го видите уште еднаш. И да, знам че ме карате во коментари, али не си изедов нож денеска, а знам дека ме карате за тоа дека пачурки се собираат со нож и коренот остануваат во земја. Тоа е правилото, да, ама и денеска ќе одит како порано. Оследен пат ќе си земам нож. Ете, се скрши в земја малку. Добро дечки, знам кој е правилото, али за сега не задов нож денеска и одиме исто како порано. Една пачурка ви покажавме на видео, значи не сме без пачурка денеска. Леле дечки, ако излезам од овде жив, тоест ако го гледате видео, значи сум излегол жив од овде тесно. Ова се е бор. Боткат. И ја што сум по мајца, да ти се тукнам во дрвата, ти се тукнам. Гледај дечки. Ме избоцка. Ме избоцка сите. Добро, од овде навака е више поширок пат, ама пак постојаве пак овде боцки. Пак. Готов сум дечки, готов. Излагавме. Сега инако се враќаме дома по полека и да, само на таа една останавме што ви покажав и 3 од преска што ги најдов пред да се сетам да ви снимам, една што заборав да снимам и дечки најдов и една лисичарка, видите колку толку. Ова више сме и да се кини двака, мислам за ова немат правило сечи со нож, као што гледам по видеава никој не ги сечи овие со нож корено да сним земја, така дечки. Лисичарка најдовме. Као што е правилото наоколу провери под шумата, под лисијата, тоест кај што ќе најдеш првата, али проверив, немаше ништо. Една лисичарка, ама доволно колку за да ви покажам на видео дечки. Значи, видовте лисичарка, видовте врган, сега тартуф и да најме. Шалам дечки, знам дека тартуф не се најде така лесно, да не ми коментирате, да не ми пишувате во коментари дека сум глуп. Знам дека тартуф не се најде така, туку треба или куче, или не знам како ги бараат и се под земја, ама дечки, лисичарка најдовме, врган најдовме, сега одиме дома
Ако најдам пак уште нешто, ќе ви се прејавам, ама не ми се верува дека ќе најдам, оти сега одиме на кај дома и се гледаме, мислам, тамо. И дечки, уште една печурка најдовме. Тоа, значи данеска имате што да видите, ама гледайте. Чекај сонце во ми сметат вака, овде, ева. Вака и вака, значи прва класа, дечки. Одиме понатака. Попад до дома испадна дека најдовме повеќе пачурки отколку што најдовме, дур си шатавме, дур баравме. Дечки, видите што е, види. Змија, гледайте, следам вака, ама само замислете, одено и да се сврти и да ми скокни два мене в лице или било каде. Тогаш тешко мене ќе ви барем, имам снимка да му покажам на докторот што ме каснало. Али гледайте, дечки, гледайте. Видите? Види каква е, видео. Вау! Знам сите ќе ме карате змија, не се следи, ќе ми викате. Мислам, сите ќе ми викате дека не треба да се доближувам до змија, ама видете, ме гледат, мислам дека сега. Знај дека сум тука, само да не се налутит, да не ми скокни во мене. Али, да, дечки, гледайте. Тоа е тоа. Значи, не е туку така безврска влогов данеска, барем че интересно видовме змија, замислете. Чакорам праве кон неа, ама е прескокна тука, не е ни забележа. Кога помина, ја е видов змијата. Браво, значи гледайте колку е опасно во шума и треба да сте професионалец како мене, за да не настрадате од некоја змија. Добро, се шалам, се фали. Дечки, сериозно, шала настрана. Еве зашто треба да сте секојаш предпазливи во шума. Мислам, секојаш да сте внимателни, да не барате пачурки в небото, туку директно на земја и да бидете фокусирани директно на тоа што е пред вас. Значи, сериозно, еве тука сум, данеска сум мама, ама не дај Боже да бев сам и не дај Боже да уште подоше ме касни змијата или било што, затоа секојаш треба да сте внимателни во шума. Ако некој од вас оди, никако без чизми, никако по кратки панталони или било што. Ови еве, до негде чизми се и ја данеска не облеков долги чизми, али дечки, тоа е колкава змија беше тука. Обавезно бидете предпазливи ако одите во шума. Значи, обавезно, никако без опрема или пак ако сте во можност не одете ни сами, за секој случај. Подобро е да бидете предпазливи отколку после да плачеме леле што се десило. Значи, дечки, тоа е тоа. Видовме и змија, видовме све, така да се гледаме, мислам, дома. Ова беше последно од шумата. Океј, дечки, морав и ова го снимам. Најдов уште една, ама гледайте како интересно беше. Овде гледам гнездо или како се вика тоа со многу мравки до дрво. А печурката стоеше баш онде е. Па вака, ја одам овде и само викам и после колку мравки и мама само ме гледат и ми викат ја мислев пачурка најде, ја баш во тој момент кога ми рече мислев пачурка најде, ја викам еве најдов и пачурка овде до мравки бе. И само ама испадна како да сум ме видел и пачурката и мравките, али ја пачурката сум ме нашол однад моментот кога ми рече ја мислев пачурка, али ја мравки да ги гледав, од онденака требаше повеќе пат да одам. Ама од онде кога ги загледав мравкиве, доближив до мравките ги видам и најдов печурката, значи мравки, фала ви за печурката. Можда била нивна, али са им ја украдов без пари. Ќе си најдат нешто друго тие, нема врска, ќе си најдат. Печурки не јадат колку што знам или јадат, нема врска, ќе си најдат друго нешто. Печурката за мене. Па са. Има јадење мравките, али печурката ќе си ја сам. Добро, дечки, се гледаме дома сега, сигурно. Овој пат е сигурно, нема повеќе видеа овде, се гледаме дома. Дечки, заборавив да ви снимам аутро. Сега ви снимам дури 2 дена од кога го снимав тоа видео. Моментално го едитирам видеото и сватив дека не сум снимал аутро. А требаше и печурките да ви ги покажам дома, требаше да го одјавам видеото, али сум заборил да ви снимам. Еве го, дечки. Видеото моментално го едитирам овде. И да, сум заборил да ви снимам аутро, така да сега, дечки, фала ви многу што го гледавте ова видео.
Ако ви се допадна, не заборавајте да ставите лайк, ако не ставите дислайк. Фала ви за гледање, поздрав се, не ви се гледаме во наредно видео. Чао!